7 часот и 30 минути, а веќе имаме 24 целзиусови степени. Не случајно денес кај отвараме повторно оваа тема, ова е најактуелна за разбира во овој период од годината, кога велиме дека треба да пиеме многу течности и да внимаваме што јадеме, ќе појасниме што значи тоа во детали наредниве минути. Што да јадеме кога ни опаѓа апетитот, кои намирници се најдобар извор на енергија и хидратација во жешките денови, како безбедно да ја подготвиме и чуваме храната, дали постојат здрави летни алтернативи на сладолед и грицки, колку грицките пак што ги јадеме на овие високи температури ја комплицираат неподносливоста на температурите и чувството кое што го имаме непријатно. Сето ова го разговараме со Надица Илиевска, нутриционист и наша долгогодишна пријателка на утринската програма. Надица, добро утро и добро дојдовте. Добро утро на вас и на сите гледачи. Ајде така ќе започнеме. Имаме високи температури. Како се менуваат нутритивните потреби на телото во лето? Всушност, телото многу убаво ни кажува како се треба да се променат нутритивните потреби. Меѓутоа, ние како и секогаш даваме отпор. Генерално летото и е некое време за опуштање, тука се годишните одмори и така натаму. Меѓутоа, две работи треба да се обрне внимание. За мене прва е безбедноста на храната, бидејќи стомачните вируси и труењата се точно сега во овој летен период. А на нас, кога нашата телесна температура е пониска од надворешната температура, на организмот му треба слободна енергија за да изнивелира, односно да се прилагоди на надворешните температури. Спомнавте тука течностите. Ние немаме навика да конзумираме ладни супи. Меѓутоа, ова е идеално време да се освежуваме со ладни супи. Впрочем, ние традиционално имаме многу работи кои што луѓето ги конзумирале токму на овие летни жешки денови, па тука ќе спомнам на лимон, вода, рендана краставица, свеж домат со малку лукче. Тоа се идеални намирници за да се освежиме. Секако сладоледот нема да не освежи. Добро. Сладоледот само ќе ни ја земе енергијата. Тежок е за варење, посебно ако е готов. Речи си да никој веќе не спрема во домашни услови сладолед, иако постојат безброј рецепти. Идеално е да се направи сорбе, значи да се направи да се излади овошјето, така да тоа се основните препораки. Но треба да внимаваме на тоа дека храната на овие температури се расипува со брзината на светлината. Она што понекогаш ни се чини дека е добро, всушност веќе е расипано, па би направила еден апел да се купуваат овошја кои што се цели, квалитетни, сето она што е подчукнато, изгребено, потемна боја, да не се ризикува или термички да се обработи. Чудно звучи, но подготвувањето на храната е еден од најважните фактори за тоа како ќе се чувствуваме после јадење, посебно на летните температури, бидејќи вие може да ги земете најздравите намирници на светот и потоа во текот на подготовката да ги упропастите. Се апелира на свежа храна. Меѓутоа, јас во овие летни периоди велам дека сето она кое што не сме сигурни колку е свежо или кое што веќе ден-два ни стоело во фрижидерите, малку термички да го обработиме. Ако кажеме од што треба да бегаме, тоа е пржената и похуваната храна. Таа секако е несварлива и секако е многу штетна. Меѓутоа, на високите температури, трансмасти добиени со длабоко пржење, посебно онака како што ние сакаме, па прво во јајце, па потоа во презла, рече си за 40% впиваме повеќе масло. Тоа масло е загреано. Летните температури погодуваат секако да ужегне, уште и на висока температура ако го третираме, тоа се веќе трансмасти кои што апсолутно се несварливи, но исто така се многу штетни по нашето здравје, а да не зборуваме дека многу луѓе сега ми се жалат на несоница и генерално прашувам што конзумирале претходниот ден, секогаш се работи за некоја пржена или похувана храна или пак за некое сладко.
Најдобро би било да го избегнеме пржењето, иако ние традиционално имаме безброј летни манџи, пржени јајца со пиперка, со домат. Меѓутоа, сето тоа може и да се издинста, многу малку да се подпржи и да се издинста. И на тој начин правиме добро. Исто така, внимание со овошјето. Овошјето може да ферментира и надвор додека чекаме да го конзумираме, но исто така може на овие високи температури да ферментира и при подолго трајно варење. И тука настануваат тие подуености, немање на сон и така натаму и така натаму. Скарите, актуелни летно време, иако не им е ни време, ни место, прават оксидативен стрес на нашиот организам. Зошто? Ги сакаме запечени, ги сакаме подгорени, ги сакаме солени. Ако на тоа се додаде и пиво, апсолутно комбинација која што е неубава за Кој патем се овие. пие за освежување, нели така? Да, тоа апсолутно не е точно, тоа е еден од митовите. Пивото е една од најтешко сврливите пијалоци. Примаме штетни материи кои што на високите температури, посебно ако печено на жар, испаруваат така наречени акриламиди кои што се и канцерогени, но најмногу од се предизвикуваат оксидативен стрес и делување на слободни радикали, што значи дека навистина можеме со исхраната да помогнеме полесно да ги поминеме овие горештини. Останува термичката обработка на пареа, каде што ќе изгубиме нутритивно најмалку. Во овој летен период најнеопходни ни се минералите. Минералите се термостабилни, за разлика од повеќето витамини, што значи дека лесно на пареа, сотирано, варено, печено во рерна, не многу загорено, тоа е идеална работа. Лубеницата, сакам да ја споменеме, ако изборуваме за хидратација, е многу важна хидратацијата, меѓутоа лубеницата како овошје кое што е сега актуелно, можеме ли да го препорачаме освен водата, повеќе да се консумира сега и каде треба и тука да внимаваме? Може ли и тука да се претера и со внесувањето на течности, малку, ајде, и храната, но и течностите да ги прокоментираме за овој период од Интересен е годината? фактот дека не чини да сме дехидрирани, а најчесто сме, но не чини и да сме прехидрирани. Бидејќи прехидратацијата повторно ги вади нашите електролити, односно минералите, и ги сврла преку урината. Секогаш треба да се земе мерката. Лубеницата за сите кои што се здрави е идеална работа, меѓутоа многу добро не е добро. 250 до 300 грама лубеница во текот на денот во еден оброк, како една ужина, е идеално. Она што не препорачуваме сок од лубеница, бидејќи ги губиме билните влакна и го добиваме само шекерот, што значи дека губиме голем дел од нутритивните вредности, меѓутоа лубеницата и дињата е добра за разладување. Грешката со хидратацијата ја правиме со многу ладни пијалоци. И ако нашиот организам е благо загреан на 37 со 2-3 на овие горештини, ако надвор е 40 степени, ладната храна прави турбуленции во нашиот организам. Впрочем, и оние територии и земји кои што се блиску до екваторот, пијат млаки и топли пијалоци како чаеви. Летно време не се ладат со многу коцки лед, што значи дека да не биде изладена за диабетичарите во помали количини, комбинирана со јатки, да го смири гликемискиот индекс, но лубеницата е секогаш под светлото на рефлекторите, но ја забораваме дињата. Дињата е идеален продукт за горештините. Прво затоа што прави индиректна заштита на нашата кожа, богата е со бета-каротен. Потоа е малце побогата со минерали од лубеницата, што значи дека овошјата, диња, лубеница, праската сакам да ја споменам. Црешите ги заборавивме оваа година, иако тие имаат заслужено ги заборавивме. Да, заслужено ги заборавивме оваа година. Скапи се година, наистина. Но праските се достапни и праските во себе
имаат неколку хемиски состојки и се сметаат за храна која што разладува. Шекерите и солта загреваат и прават отоци. И пак ќе се вратам на безбедноста на храната, да се реорганизира фрижидерот на овие високи температури, да се направат посебни прегради за производи од животинско потекло, производи од растително потекло, да не ги пренесуваме намирниците во гепекот од колата во пластични кеси, ги носиме дома нутритивно голи, веќе полурасипани. Може би ви се случило да купите на пазар вкусни, цврсти, кајси или праски и кога дома веќе ќе ги извадите после работниот ден од пластичното кесе, тие се полурасипани, тука се прават тие стомачни проблеми. Значи да користиме други кеси, само да не се пластични кеси, тоа е платнените кеси да се чува во фрижидер, не во пластика. И тоа сакав да прашам, дали ладилникот е единствениот начин како да ги одржиме продуктите овој период? И овошјето треба да го држиме во ладилник? Да. Ако купуваме на пазарите, така изложено? Го купуваме на пазарите изложено, можеме да процениме дали е свежо или е стоено, по сјајот, по цврстината и така натаму. И сега овие екстремни температури да се чуваат во фрижидер. Меѓутоа, овошјето е најподложно на крос-контаминација, што значи немојте месото и јајцата и кесата. Значи, постои едно пакување во кеси, кое што стана многу популарно во фрижидерите, меѓутоа тоа е најбрзиот пат на контаминација. Може би една друга тема посебна за разговор е колку пластика јадеме ние во текот на годината. Настанува примање и давање на одредени хемиски соединенија, меѓутоа на овие летни температури се чува во фрижидер, не се земаат големи количини и во смисла на лесна храна сепак треба да имаме во предвид дека производите од животинско потекло им треба многу повеќе време за дигестија, а во овие летни температури нас не ни треба дополнително трошење на нашата животна енергија на варење на храната. Нас ни треба лесна и брза енергија која што во текот на денот постојано ќе прави дотурна енергија. Златно правило, секогаш го велам, ако ви се приспие после оброк, значи дека некаде сте погрешиле во оброкот. И чисто на крај да резимираме едно прашање. Дали храната може да не рестартира, бидејќи споменувавме митови и факти? Еве така да завршиме со совети и со мотивација до гледачите. Обично знаеме да слушнеме дали е лето, дали зима. До сега не сум внимавал, кој знае веќе што имам во себе, па и зашто да внимавам од сега. Но, никогаш, предпоставам, не е доцна и да се промени храната, бидејќи како што добрите резултати кога вежбаме и јадеме здраво доаѓаат после извесно време, така и лошите резултати од неконсумирање на квалитетна храна доаѓаат после години и години, доктори, посета на болници и слично. Но дали секогаш може да се пресече и да се каже доста и храната да ни направи рестарт на организмот и еве мотивацијски да делуваме летово да почнеме со детоксикација? Значи, ако зимаме во предвид физиологијата на нашиот организам, ние животната енергија, значи ние живееме поради тоа што пиеме, дишеме воздух и се храниме. Храната е нешто на кое што можеме да делуваме, нашите избори, и храната всушност може би е единствениот рестарт на организмот кој што можеме со леснотија да го примениме. Некогаш може би не сме позитивни секогаш, секое утро, меѓутоа она што ќе го внесеме во нашиот организам е вистински рестарт. Како ќе појадувате, така ќе го терате целиот ден. Така. И се надевам има да има труење, па се ово што го кажавме изминативе минути, барем ќе се заштитиме од тој аспект, е многу важен. Благодарам на Лице за Јас еден мал сегмент имам приметен или една навика еве кај нас кои што стануваме рано наутро. Секогаш кога да испијам вода со лимон рано наутро, денот ми тргнува убаво. Така баре мојот организам го сприема лимонот. Значи, ако не се напијам со лимон, ниту сум расположен, ниту имам енергија, некако ме расонува тоа. Така да по себе знам дека... Тоа и расонува, затоа што почнува мотулација на дигестивниот систем,
без калории, но појадокот е исто така многу важен. Да. Не, добро, секако тука и појадокот, меѓутоа ето сакав да надополнам во контекст на тоа што го зборувавме. Тоа е убава препорака. Ви благодариме на гостувањето.